Ветувањето од власта дека до крајот на месец јуни ќе ни бидат исплатени субвенциите по грло и за откупеното млеко не се исполнети. Македонското сточарство, а посебно млекопроизводството се пред колапс и ние повеќе не можеме да издржиме. Доколку до петок не добиеме цврсти ветувања за исплата на парите, фармерите од сите региони ќе настапиме радикално со блокади на сообраќајниците во државата. Ова денеска го рекоа битолските сточари, кои во Битола излегоа на уште еден предупредувачки протест. Најавија дека со ребалансот ќе биде исплатено, а господин Обачовски најави во август. Ние веќе издржавме, го зачувавме крајниот рок, што цело време дури баравме на рати да ни плаќа. Тие не платија, сега ако можат за 10 дена све да платат, да му е алав, голема благодарност. Ама од тоа не верваме ништо ние, а за да издржиме не можеме да издржиме затоа што сега сме вака во борч. Значи благодарение на сите земјоделски аптеки, сите центри што работа, ајде да не ги именувам, да ги фалам или како реклама, што даваа на одложено плаќање, иначе ако не се тие, ние не можеме накај да излеземе. Вчера при одбележувањето на денот на задругарството во Асамати, ресорниот министер за земјоделие рече дека со ребалансот на буџетот на земјоделците веднаш ќе им бидат исплатени субвенциите, наспроти директорот на платежната агенција, кој велеше дека исплатите ќе се реализираат во месец август. Ние сме во директна комуникација и со директорот. Тој врз основа на бирократските процедури предвидел од прилика дека тоа би било почетокот на август. Но ние се надеваме дека собраниската процедура завршува за 15 дена, бидејќи се работи за интерес на граѓаните, а поголемиот дел на ребалансот се прави токму заради земјоделството. Очекуваме дека нема да има големи проблеми од страна на опозицијата. Бидејќи репроматеријалите што директно влијаат врз млекопроизводството и воопшто врз сточарството, пред се добиточната храна се поскапени речиси за 50%, доцнењето со исплатата субвенции ќе делува уште позагрижувачки, велат битолските сточари. Заради овие проблеми, вечерва во Прилеп ќе се сретнат представниците на 10 земјоделски здруженија од државата за градење заедничка стратегија во врска со актуелните состојби во овој стопански сектор.